На десетина километри североисточно од Прилеп се наоѓа селото Ореовец. Живописно е благ збор за да се опише она со што природата го дарувала местото. Има 23 постојани жители, но многу прилепчани тука градат куќи и се доселуваат во последниве 15 години, па практично бројот е многу поголем. Велат она што е водно за Скопје е Ореовец за Прилеп. Има 217 куќи, во тенденција е нарастање селото. Пред една година општината направи детален урбанистички план и се донесе, се усвои деталниот урбанистички план, каде има предвидено градинки, училишта, спортски терени, амбуланта, пожарна служба, паркови, зеленило и во тој детален урбанистички план има предвидено негде простор за околу 200-300 куќи семејства што може да се населат. Но мирот и тишината пред околу еден месец биле нарушени од минирањето на ридот над селото. Машинеријата на Бехтел и Енка почнала да ископува суровини за изградба на автопатот од коридорот 10D, што треба да ги поврзува Прилеп и Битола. Ова е причината за жителите да постават блокада на исклучувањето од регионалниот пат за селата Ореовец и Крстец. Тие веќе 2 недели не дозволуваат пристап до ископот. Почнаа горе да рушат во планината, почнаа со минирања, почнаа со пикамери да чукат многу силно, така што не вознемирија во цело село. Почнаа експлозии, од кои се наруши мирот, се испукаја куќите, црквата селска исто беше испукана и ги почнавме блокадите први горе кај кампот, но тие не престануваа со работа, па се преселивме, го блокиравме патот да нема пристап до нивниот рудник. Куќата на Маријан Пурдановски е меѓу оние што претрпеле оштетување од минирањето. Во Ореовец се доселил со семејството пред 10 години. Раскажува дека сирени им предходеле на детонациите што се почувствувале како земјотрес. Подоцна увидел дека распукале зидовите од куќата најмногу на вториот кат. Барем овде кај мене во овие простори, во мојов објект се слушна многу јако. Се осети олма пукнатини, има и на долниот спрат, али сето претежно се случи овде горе. Ги има пукнатините овде, али не само овде, ги има во сите соби и прилично ги има многу. Оштетувањето е очевидно, се гледа со голо око сегде. Има јако оштетување. Нема зид кај што нема пукнати. Би требало негде да кошта од 10 до 15.000 евра. Санација на сите зидови. Еве ги. Пурдановски вели дека освен сирените немало друга најава за минирањето, но и да имало нема како да се заштитат. Али тоа е само од една детонација. Шо понатака? Ореовец лежи на пештери. Тие пештери се не знаеме, не се доволно испитани колкава е длабочината. Значи секоја една куќа е ризична при секоја детонација. Тој вели дека сега живеат во неизвестност. Продолжение немаме, некој да ни кажа точно што и како понатаму ќе биде. Чекаме одговори, имаме поднесено неки барања да ни достава барем писмено, да ни известа дека од утре би било вака и вака и вака. Ова се фотографии од оштетување на други објекти. Според грубата проценка на жителите, распукани се 20 куќи. Од црковниот одбор велат дека е оштетена и селската црква Свети Димитрија, што датира од 19 век. После детонациите на експлозиите, старите пукнатини кои што беа се зголемени плюс проширени се. Има и нови пукнатини. Значи може да видите таму слободно горе дека се доста зголемени тие пукнатини. Тоа колку би се имало уште неколку такви експлозии, штетите би биле многу поголеми. Беше побарано трпение да се... Жарко Стевановски е адвокат од Прилеп кој гради куќа во Ореовец и планира тука да се пресели со семејството. Наидовме на фрапантни податоци дека врз основа на постоечкиот закон за утврдување на јавен интерес, со кој што на стратешкиот партнер Бехтел и Енка им се овозможува буквално врз основа на поднесено барање да отпочне веднаш со експлоатација без да докаже исполнетост на основните услови кои треба да ги исполнува било кој држи концесија во оваа држава. До Основниот суд во Прилеп поднеле предлог за обезбедување докази врз основа на законот за парничната постапка.
Судот сам или заедно со вешти лица со увид на лице место треба да ја утврди фактичката состојба. Паралелно со тоа, пред Уставниот суд поднесовме иницијатива за оспорување на уставноста на тој фамозен член 10 став 4, кој на стратешкиот партнер на државава има возможува само врз основа на поднесено барање веднаш да отпочне со експлоатација. Тие го имаат законот за утврдување на јавен интерес, ние како жители на овие населени места го имаме уставот, а како што сите знаеме, уставот е највисокиот правен акт во државата и сите други треба да бидат подчинети на него. Во членот 10 став 4 од Законот за утврдување на јавен интерес стои: Додека се користат експроприраните јами и каменоломи за целите на проектот, инвеститорот и стратешкиот партнер ќе ги почитуваат сите применливи регулативи за минерални суровини, со исклучок на тоа дека на стратешкиот партнер ќе му биде дозволено да започне со истражување и експлоатација на минерални суровини за целите на проектот, штом барањето за доделување на концесија за истражување и експлоатација е поднесено од страна на инвеститорот. Ова не е единственото место во земјава на кое жители протестираат против активностите за изградба на автопатите од коридорите 8 и 10D. Претходно се протестираше и кај местноста Црн Камен во близина на Прилеп, како и во селото Долна Баница кај Гостивар. Во јануари годинава почна ископ на локацијата Црн Камен, на 10 километри јужно од Прилеп, за да се обезбеди тампон за делницата Прилеп-Битола. Но местото е познато на оѓалиште на минерали и е значајно природно наследство. Тука е пронајден и минерал со единствени карактеристики кој бил наречен според името на земјава – македонит. Активисти од Комитетот за заштита на природното и културното наследство успеа да спречат да се копа на делот кој е истражен и потврден како на оѓалиште, но продолжи ископот во делот кој досега не е истражен. Успеавме да ги натераме да го напуштат локалитетот и да не го раскопуваат повеќе. Но од друга страна, дали воопшто би можел да кажам дека успеавме да го заштитиме, не би можел да кажам така, затоа што некаде околу 300 камиони со минерали и со кристали од локалитетот Каракамен се изнесени. Во Гостиварско пак, населаните од Долна Баница требаше да им се одземе земјоделско земјиште на кое се одгледува познатиот банички кромит и на него да се изгради камп за работниците кои ќе го градат новиот автопат. Но по силното противење на локалното население, дел од плодното земјиште сепак ќе им остане, а кампот ќе се гради на територија на општина Врапчиште. Со експроприација ќе биде одземено само земјиштето каде што треба да минува автопатот, како и земјиште за изградба на асфалтна и бетонска база. Задоволни сме, значи, од наша страна ние, значи, не сме комплет задоволни. Убаво ќе беше да ни останат нивите, да биде само патот кај што поминува коридорот, меѓутоа и вака осеќаме победа дека малку спасивме од земјиштето, така што ќе имаме што да работиме, иначе немаше каде. Што ќе се случи со барањата на жителите од Ореовец? Прашавме и кај јавното претпријатие за државни патишта како инвеститор и до Бехтел и Јенка како изведувачи. Од ЈПДП ни одговорија дека соработуваат со сите надлежни органи и дека веќе споделиле документација со прилепската полиција и со општина Прилеп, дека нема законски пречки за работа близу Ореовец. Но наспроти жителите тврдат и дека последиците од минирањето се минимални. Најблискиот објект од местото на минирање е оддалечен точно 706 метри, во која точка се поставени мерни инструменти кои мерат бучава и вибрации, согласно со кои може да се види дека и вибрациите и бучавата се минимални. Но одговарајќи на нашето следно прашање, дали ваквите протести веќе ја забавиле изградбата на автопатите, од јавното претпријатие за државни патишта оставаат простор за договор. Протестите и незадоволството на граѓаните се составен дел од сите големи стратешки проекти, па така ниту овој проект не е иземен од тоа. Локалните жители покренуваат иницијативи штитејќи ги нивните локални интереси, за кои сметаат дека им се загрозени. Државата пак се грижи за целокупните интереси. Ние и во иднина ќе продолжиме да ги решаваме недоразбирањата на мирен и разумен начин и на заедничко задоволство на засегнатите страни. Од Бехтел и Јенка добивме неконкретен одговор, кој во најголем дел се однесува на досегашните проекти на конзорциумот на Балканот. За земјава, освен дека им било задоволство да соработуваат со македонската влада, велат и дека во Северна Македонија ќе го завршиме овој проект со главен фокус на вработување и ангажирање на локален персонал и компании, секогаш кога е можно, и со тесна соработка со локалните заедници и образовните институции. А докаде се работите на терен?
Ова е последниот извештај на надзорот, кој се однесува на состојбата до крајот на февруари. Според овој своевиден семафор, во тек се геотехнички истражувања на подлогата за делница 1, Тетово-Гостивар, делница 2, Гостивар-Букојчани и делница 4, Прилеп-Битола. Се изведуваат и земјени работи на истите делници. Само на делницата 1, Тетово-Гостивар, е почната и изградба на структури, но не пишува какви. На делницата 3, Требеништа-Ќафасан, не се почнати никакви активности. Бидејќи договорот со Бехтел и ЕНК е таен, не може да се провери дали оваа динамика е утврдената. Од јавното претпријатие за државни патишта велат дека се тече по план, а делниците Тетово-Гостивар и Прилеп-Битола ќе бидат готови до крајот на 2027 година. Во однос на досега исплатените пари пак, списокот на извештајот на надзорот покажува 10 исплати, од кои последната е на 29 декември 2023, што бил последниот работен ден во минатата година. Вкупно, сметката досега е 14,5 милиарди денари, или околу 235 милиони евра. Оваа сума, заедно со очекуваните нови исплати, допрва ќе станува предмет на интерес, ако се земе предвид она што на 16 мај годинава го кажа според очекувањата идниот премиер. Христијан Мицкоски говореше за две опции. Едната опција е да го раскинеме договорот, да одиме на арбитража, да платиме стотици милиони евра и да немаме автопат. Второто е да го оптимираме договорот, зашто веќе имаме почетни разговори, со што би се забрзал проектот и би се реализирал проектот. Ние сме повеќе за прагматичниот пристап, граѓаните да добијат проект, да добијат автопат, но да биде тој оптимиран, бидејќи ваков каков што е потпишан од оваа влада, за жал е, можам да кажам, во одредена мерка неприменлив поради големите правни проблеми, проблеми со експроприација и технички проблеми. Иако ги прашавме, за ставовите на Мицкоски немаше ниту збор во одговорот од Бехтел и ЕНК. Од јавното претпријатие за државни патишта пак не реплицира директно дали е можно репреговарање, но изложија неколку факти, дека договорот е потпишан, дека се финансира и спроведува на терен. До објаснување на ставот на Мицкоски побаравме од ВМРО ДПМН, но не одговорија. Прашање и колку информации ќе добие јавноста ако одново се преговара, бидејќи Бехтел и ЕНК бараа, а претходната влада прифати договорот да не се објавува. ВМРО ДПМН како опозиција бараше документот да биде јавен, па ќе биде интересно да се види како ќе се постави од позиција на власт. Тоа се големите прашања. Во Ореовец пак фокусот е на локалните проблеми. Дали некој ќе им ја надомести штетата и дали ќе ги спасат куќите и црквата.